Почитувани сограѓани, жители на општина Росомон, уште 2 дена не остануваат до изборите кои одлучуваат иднината на нашата општина. Општина Росомон изминативе години буквално доживеа стагнација во комплетниот развој, особено во инфраструктурата. Сведоци сме на уништени улици, пропаднати тротоари, ненавадени и сушени тревни површини. Хигиената е на катастрофално ниво, за кое сведоци се жителите на општина Росомон. Како топ 10 проекти од мојата програма би ги извоил и изградба на нов базен за вода и нов водовод независен од Лукар за потребите на жителите на Росомон. Мини тревоски центар и мини парк на централното подрачје во Росомон на местото Вигано плочето. Одводнување на подземните води кај Бавчите, пробивање на улица и урбанизација на парцели. Реновирање на домот на културата со нови седишта, со реалното озвучување и 3D кино. Целосно преземање на фудбалскиот клуб Росомон 83, финансиска поддршка и изградба и покривање на трибини на стадионот. Урбанизација на делот од старото стопанство и изградба на типска населба за 50 куќи. Изградба на спортска сала со трибини во Росомон. Изградба на нова детска градинка за 40 деца во Росомон. Нова канализациона мрежа и атмосферска во Росомон, односно нова канализациона мрежа во долна зона на Росомон и комплетна изградба на атмосферска канализација во Росомон. Отварање на нов и модерен кванташки пазар. Додека ја изработувавме програмата заеднички со вклученост на населението, јасно ги детектиравме проблемите со кои се соочуваат жителите на општина Росомон. И ние на граѓаните им нудиме квалитетна програма, која ќе биде наш водич во наредните 4 години. Не смееме како општина да изгубиме нови 4 години и општина Росомон да назадува, затоа ги повикам жителите на општина Росомон да ја дадат поддршката на ВМРО-ДПМН и коалицијата за обнова на Македонија. Со закружување на бројот 7 за градоначалник и членовите на совет ќе добиете ново лице на општина Росомон и заеднички ќе ја создадеме новата иднина. Бензинска пумпа ДМД Оил.